20 часот, централен дневник на К1 телевизија. Ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. Понастанете кој го одбележаа денот, се враќаме веднаш. Останете со нас. Советот на општина Велес ги осуди нападите врз ликот и делото на Рацин. Професорката Ванковска и поетот Тасевски Етернијан преку Фејсбук реагираат за двојазичноста. Пешаците страдаат поради непочитување на сообраќајните правила. На вчерашната седница Советот на општина Велес ги осуди нападите врз ликот и делото на Коста Солев Рацин. Во соопштението испратено до медиумите стои дека Коста Солев Рацин е еден од најзнаменитите велешани. Тој е нашата водилка низ животот и секакви неаргументирани напади врз него значат и напади врз сите граѓани. Ние како потомци на Рацин имаме должна обврска, но и одговорност да истакнеме дека тоа е нашата водилка низ многу животни квалификации и секакви неаргументирани напади врз него значат и напад врз сите граѓани. Ова стои во ставот на Советот на општина Велес по иницијативата за вербалниот напад кон ликот и делото на Коста Солев Рацин. Советниците, ставајќи го својот подпис, остро ги осудија нападите кон човекот кој е еден од најзнаменитите велешани. Коста Солев Рацин е еден од најзнаменитите велешани. Неговата стихозбирка Бели мугри, издадена во 1939 година во Самобор, е првата стихозбирка напишана на современ македонски јазик. Рациновото дело е долга историска кристализација на Македонија, на низината песна и низиниот јазик. Рацин е епоха за себе, обележана со името и со поезијата. Рациновиот стих ја поврзува македонската поезија со светските текови. Неговиот поглед на светот е вистински огномет. Во идеите и еманципацијата на македонскиот поетски збор, тој го бранеше и го одбрани достоинството на животот и на уметноста. Благодарение на неговото дело, тој стана поет, легенда за македонската литература и воопшто за македонската реалност. Колку општина Велес го почитува делото на Рацин, доказ се 53-те организирани Рацинови средби, каде се слави ликот и делото на нашиот великан, стои во писмениот став на Советот на општина Велес. Професорката Билјана Ванковска на својот Фејсбук профил пишува дека законот за двојазичност не се однесува само на албанскиот јазик, туку дека тоа е дел за редефиниција на државниот поредок чекор по чекор. Поетот Јовица Тасевски Етернијан исто така на Фејсбук профил објави дека воведувањето втор официјален јазик на државно ниво претставува фактор на сепарација и дезинтеграција. Професорката Билјана Ванковска на својот Фејсбук профил објави дека од сигурни извори слушнала дека е вистина сето она за што пишуваше Курир во врска со двојазичноста, резолуцијата за геноцид и така натаму. Според овој извор, целата разлика за ДУИ во изборот меѓу ДПМН и СДСМ била содржана во изреката ко да више пишува Ванковска. Законот ќе се однесува само на албанскиот јазик и да не се лажеме дека тоа не е дел од мозаикот за редефиниција на државниот поредок чекор по чекор. За жал, денес протестира дел од македонската популација пред празна зграда, во која ќе треба да се всели ново старата влада СДСМ, нови, ДУИ стари, а никој нема да протестира од шарените пред парламентот, каде нивните граѓански активисти и други представници се претворени во марионети уште пред воопшто да почнат со работа. Толку од револуцијата која се изеде сама себе, стои на Фејсбук профилот на Ванковска. Според поетот, есеист, критичар и преведувач Јовица Тасевски Етернијан, кој пак исто така својот став го објави на Фејсбук профилот, воведувањето втор официјален јазик на државно ниво представува фактор на сепарација и дезинтеграција. Уставното утврдување на еден и единствен официјален службен јазик на државно ниво има интегративна функција, при што тој представува мост за разбирање меѓу говорителите на различни јазици и овозможува полесна формално нормирана комуникација меѓу граѓаните и институциите на државата. И покрај тоа што во голем број држави во светот мајчиниот јазик на значителен процент од граѓаните им е различен од официјалниот, тие имаат еден и единствен официјален јазик на државно ниво,
а од практични причини на локално ниво има и други официјални јазици, пишува Тасевски Етернијан. Излез од тешката економска состојба Велешката фабрика за поправка на шински возила Колска со години гледа со припојување со Македонски железници транспорт. Процесот на припојување е започнат и според Кенан Абди, член на надзорниот одбор. Во прашање е само време кога целосно ќе се заокружи. Тој вели дека сите технички работи се завршени, се чека само на одлука на влада. Се очекува со формирањето на новата влада ќе заврши целата процедура. Би требало за неколку месеци да откако ќе се формира владата, за неколку месеци да заврши целата процедура и тие луѓе да имаат сигурна иднина под капата на Македонски железници. Значи, се што се однесува до нас е завршено. Значи, од управен одбор, надзорен одбор, се е поднесено до транспорт и врски, меѓутоа целата работа е моментално во влада, се чека новата влада. Се воведуваат 3 нови авиолинии до 3 нови дестинации – Рим, Малта и Ваксио, Шведска. Откако од Виз Еар донесоа одлука да базираат уште еден, четврт воздухоплов на Скопскиот аеродром. Освен воведување на новите линии, ќе се зголеми и фреквенција на постојаните летови. Од 2 април ќе се воведе и авиолинија од Скопје до Будимпешта. Ова го најавија представниците на ТАФ, Виз Еар и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Заедно со представниците на ТАФ и представниците од Виз Еар ќе најавиме уште 3 нови атрактивни дестинации за македонските граѓани кои ќе можат директно да летаат кон Малта, кон Рим и во Шведска. Морам да споменам дека воведувањето на овие 3 линии се резултат на одлични политики што ги спредуваме, а секако во соработка со ТАФ и компанијата Виз Еар. Од 2012 година па се до сега, преку финансиската подршка што ја возможуваме, вклучувајќи овие 3 линии, можеме денеска да ги промовираме. Виз Еар воведе 28 линии до европските градови, превезувајќи повеќе од половина од патниците што летаат на македонските аеродроми. Очекувам оваа бројка дополнително да се зголемува со воведување на овие дестинации. Минатата година ја завршивме со рекордни 1,8 милиони патници, што поминали низ двата аеродроми. Во однос на бројот на дестинации, исто така постигнавме рекордна бројка на преку 30 доставни линии. Во дневникот во 16:30 имавме директно вклучување од колешката Мартина Митков. Нејзин соговорник беше градоначалникот на Кавадарци Александар Панов. Тие разговараа по завршувањето на 54-та седница на Советот. Еве дел од разговорот. Најнапред да истакнам дека општина Кавадарци е еден од пионерите во Република Македонија, каде што мултинаменски се користи водата како за пиење, за полевање, така и за производство на електрична енергија. Од страна на инженерскиот состав од јавното претпријатие Комуналец ми беше сугерирано уште пред неколку месеци дека има можност да се изгради уште една мала мини централа. И основниот мотив беше дополнителните финансии кои што овој пат нема да се слијат во јавното претпријатие Комуналец, туку во локалната самоуправа. 2009 година кога дојдов на оваа функција, јавното претпријатие беше во многу катастрофална финансиска состојба, односно со 1.200.000 евра загуби. И овие мини централи му помогнаа на некој начин секојдневно, односно секоја година да надоместуваат дел од негативниот финансиски биланс. Сега јавното претпријатие е едно од подобростоечките или најдобро јавно претпријатие на ниво на цела Република Македонија и оттаму сметав дека овие финансии од новата мини централа треба да се слеат во буџетот на локалната самоуправа. Ова е само уште еден начин, бидејќи локалната самоуправа не може да произведува електрична енергија. Тоа не може дури да го прави ни јавното претпријатие Комуналец. Сметав дека најдобро е да се даде на приватен партнер, тој да го сработи сето тоа, а ние без 0% или финансии на инвестиција да добиваме месечно или годишно околу 1000 евро, односно над меѓу 5 и 10.000 евро. Значи, ова е еден начин на дополнително финансирање на локалната самоуправа кој што има законска основа.
Советникот од СДСМ Зоран Бањански во однос на оваа точка побара од правните служби да му биде донесено писмено решение за тоа дали може и дали смее во ваков период кога нема влада да се имплементира ваков проект. Значи, тој побара, а јас понудив да за тоа од антикорупцијска добиеме писмено известување за тоа дали смееме или дали не смееме, затоа што нели сите ние ги толкуваме овака или онака законите. Пред некое време ни заврши јавното приватно партнерство, постапката за јавно-приватно партнерство за паркингот и од антикорупцијска добивме известување дека треба да чекаме формирање на нова влада за да се потпише договор со концесионерот. Ова ќе го правиме и во овој случај, значи ќе почитуваме се она кој што е плод на новите измени во законот и кој што нели не обврзуваат на некој начин дали да постапуваме или да не постапуваме. За сето ова ќе добие и советникот, меѓутоа и сите советници и цела кавадаречка јавност известување за тоа дали смееме или не смееме. Доколку смееме, ние ќе продолжиме со постапката. Со оглед на актуелната политичка состојба, советниците измрдаа малку од дневниот ред и проговорија за она што е сега актуелно, за двојазичноста, за редефинирањето, па кој е вашиот став во врска со ова? Јас вчера на пресконференција го кажав делумно мојот став. Ова не е само предмет на дискусија на Советот во општина Кавадарци, туку на секој граѓанин, нормален граѓанин во општина Кавадарци. Предлогот да се воведе двојазичност на територија каде што не живее ниту еден албанец, да потсетам, во Кавадарци со последниот попис се попишани само 20 албанци и тоа не знам, најверојатно биле нагости некаде. Во Кавадарци не живее ниту еден албанец, живеат неколку, не е повеќе од 10 горјани, меѓутоа ниту еден албанец. Така што мислам дека е поправично да ако нешто воведуваме и ако нешто унапредуваме, тоа е да го унапредиме ромскиот јазик, кој што патем речено повеќе од половина роми кои што живеат во Кавадарци, кои што се набројуваат повеќе од 1000, не го знаат ни ромскиот јазик. И мислам дека се работи за една ступидна идеја на прифаќање од страна на врхушката на Социјалдемократскиот сојуз, која што има друга позадина, меѓутоа еве ќе оставам тоа и граѓаните да го проценат и да понатаму историјата проценува за тоа кој изгрешил, а кој бил во право во оваа ситуација, бидејќи сега што и да преговориме, се сваќа дека нели со одредена политичка позадина. Меѓутоа сакам една работа да истакнам во контекст на историскиот момент во кој што се наоѓаме. Добро е да се знае и Советот, и советниците, и пратениците, независно од позиција опозиција, да си го кажат своето. Бидејќи пред некое време јас се обидов да вметнам една точка на дневен ред, за тоа Советот покрај за гроздоберот, односно за бренето на грозјето и ефектите од гроздоберот, да се дискутира и за двојазичноста која што беше отфрлено од страна на советниците од Социјалдемократскиот сојуз под изговор дека не постои такво нешто. Еве сега видовме дека постои такво нешто и треба да се даде соодветен одговор. Да сум на местото на Социјалдемократскиот сојуз, на нивните советници и на нивниот пратеник и на цело политичко раководство, навистина би размислил дали да го прифатам тоа или да се спротиставам, затоа што едно е да се биде лојален партиец, друго е да се биде историска личност, а сега се станува и се прават историски личности. Откупот на тутунот е при крај. Превземени се 7000 тони повеќе од очекуваниот род за откуп кој го најавуваат тутунопроизводителите, а исплатени се 95% од превземениот род по просечна цена од 196 денари. Тутунарите до 31 март треба да го пријават новото производство за следната реколта пред да склучуваат договор со откупувачите. Откупот на тутун е при крај. Поголемиот дел од монополите ги затворија откупните пунктови. До сега превземените 25.000 тони се повеќе за 7.000 тони од очекуваниот род за откуп кој го најавуваат тутунопроизводителите. Иако имаше поголемо производство, поголема беше и побарувачката, а просечната цена достигна до 196 денари за килограм или за 14 денари повеќе од лани. Доколку во некое населено место има се уште тутун за продавање, тутунарите треба да го известат откупувачот и да се договорат за времето и местото за превземање. Вредноста на суровиот тутун е 79 милиони евра, а исплатени се 95% од превземениот род. Реколтата годинава е со висок квалитет, а просечната цена достигна 196 денари за килограм. Лани таа изнесуваше 182 денари. Тутунарите до 31 март треба да го пријават новото производство
земјоделство за следната реколта пред да склучуваат договори со откупувачите. Пешаците страдаат поради непочитување на сообраќајните правила од несовесни возачи. Во Македонија околу 25% од вкупниот број загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди се пешаци. Ова го покажува статистиката. Истото се должи на ниската сообраќајна култура и лошите навики на однесување во сообраќајот. Пешаците жртви во сообраќајот поради несовесни возачи. Ниската сообраќајна култура и лошите навики на однесување во сообраќајот најчесто завршува со фатални последици. Секојдневните примери покажуваат дека возачите не ги почитуваат сообраќајните правила и не ги пропуштаат пешаците да поминат преку пешачките премини. Непочитувањето на сообраќајните правила беше причина пред 10 дена автомобил марка Ford Mondeo токму на ова место да удри во 4-годишно дете додека е преминувало улицата преку пешачки премин. Статистиката покажува дека во Македонија околу 25% од вкупниот број загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди се пешаци. Најчести жртви се децата и постарите лица. Во просека годишно од 30 до 35 пешаци го губат животот во сообраќајни несреќи. Минатата година во Македонија 35 пешаци го загубиле животот во сообраќајни незгоди, од кои 17 се на возраст над 65 години. Специјалното јавно обвинителство со нова истрага Труст, осомничените за злоупотреба на постапка за јавен повик се 3 физички и 3 правни лица. Вестите од Македонија ги има колешката Катерина Нацева. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија вчера вечер го организираше првиот протестен марш. Збирно место беше пред владата. Оттаму на собраниот народ се движеше кон канцеларијата на председателот Иванов за маршот да биде завршен пред собранието. Народот е најдобриот чувар на државата. Ова беше само една од пораките испратена од присутните, кои за цело време извикуваа Македонија, Македонија, а се пее и патриотски песни. Со еден символичен гест сакаме да им покажеме како се сака татковината. Тие сакаат да ги разделат црвената и жолтата од македонското знаме. Ние не сакаме и нема да го дозволиме тоа. Тие сакаат разнебитување, ние сакаме заедничка Македонија. Затоа нашиот символ ќе биде спојување на црвеното и жолтото. Црвено-жолтата линија која нема да ја поминат. Меѓу граѓаните на протестот беше и актерот Владо Јовановски. Тој потенцираше дека протестира, бидејќи станува збор за зачувување и одбрана на унитарноста на Република Македонија и пред се на македонскиот јазик, кој е корен на нашиот опстанок и идентитет. Ова е можеби само почеток. Овие луѓе што сите овде се собрани, еве на латински да се изразам, имаат кор бовинум, воловско срце имаат, јуначко срце, затоа што татковината не се брани со продажба на државните интереси. Се брани со душа, со срце и со љубов. Организаторите најавуваат протестен марш и за денес. Специјалното јавно обвинителство со нова истрага Труст, осомничени за злоупотреба на постапката за јавен повик се 3 физички и 3 правни лица. СЈО за двајцата обвинети ќе бара мерка притвор. Истрагата се однесува на добивање тендер за ископ на јаловина и јаглен во Суводол. Како што соопшти обвинителството, биле проневерени нешто повеќе од 17 милиони евра. Според јавната обвинителка Фетаи, постои основано сомнение заради изигрување на постапката за доделување договор кон пријавата за учество во првата фаза од тендерот, кои доставиле невистинита документација за сопственост на механизација. Започна 14-тиот меѓународен саем за градежништво, градежни материјали и градежна механизација и 7-тиот Real Expo на недвижности кој ќе трае до 4 март. На саемот ќе се представат 100 директни и уште 200 индиректни излагачи. За прв пат годинава експерти од областа на енергетската ефикасност ќе ги презентираат мерките и придобивките од воведување на систем и методи за енергетска заштеда, а ќе се представат и неколку банки кои ќе ги запознаат посетителите
потребителите со услугите што ги нудат за стамбени кредити. Сајмот ќе биде отворен секој ден од 10 до 19 часот, а цената за влез ќе чини 80 динари за индивидуални и 40 динари за колективни посети. Грчката крајбрежна стража соопшти дека во јужниот дел на Егејското море се спасени 41 мигрант кои патувале со брод што побарал помош. Авион на крајбрежната стража го забележал бродот за време на спасувачката акција меѓу островите Китира и Антикитира. Патниците биле превземени од товарен брод што се наоѓал во близина и биле пренесени на грчкото пристаниште Пиреја. Операцијата била превземена откако грчките власти добиле сигнал за помош. Вестите од светот во продолжение. Поради уривање на горниот дел од една подвижна сценографија за време на парадата на карневалот во Рио де Жанеиро, повредени се 12 лица, соопштија здравствените власти и организаторите на карневалот. Државниот секретар за здравство изјави дека од 12 повредени, 9 мина се префрлени во блиската болница, додека 2 лица имале посериозни повреди. Представници на Министерството за здравство изјавија дека 8 лица побарале лекарска помош поради претрпен стрес. Ова е втор посериозен инцидент на годишниот карневал, откако во неделата падна подвижна сценографија и при тоа повреди 20 лица, од кои 3 посериозно. По двата инцидента организаторите одлучија да продолжат со карневалот. Вулканот Етна почна да еруптира. Вулканолозите ја класифицираа ерупцијата како категорија која се карактеризира со експлозивна активност, кога со голема сила се изфрлаат саги, пепел и чад од самиот кратер. Според Националниот институт за геофизика и вулканологија на Италија, ерупциите во моментот не представуваат опасност за луѓето. Аеродромот во Катанија, кој се наоѓа во близина, не е засегнат и продолжува со работа. Инаку вулканот Етна е еден од највисоките и најактивните вулкани во Европа. Се претпоставува дека ерупцијата и лавата ќе продолжат и утре. Албанската полиција во 2 одделни акции во рамки на акцијата Форест заплени 1240 килограми марихуана. Во првата акција запленети се 900 килограми марихуана на познатата плажа Зврнецка и Валона и уапси 6 лица на возраст од 24 до 49 години. Дрогата била откриена на 50 на метри од морскиот брег, кога била подготвувана да биде натоварена на голем моторен чамец, кој требало да отплови во правец на италијанскиот брег. Во втората акција, грчката полиција уапси албански државјанин и заплени 340 килограми марихуана на само неколку километри оддалеченост од грчко-албанската граница, во близина на градот Коница. Крајната дестинација на дрогата била тинскиот наркопазар. Во изминатите 2 месеца од годинава, албанската, италијанската и грчката полиција имаат запленето над 30 тони марихуана произведена во Албанија. Само во 2 акции во италијанскиот град Анкона овој месец запленети се 18 тони, од нив 8 тони на 20 февруари, додека 10 тони на 19 февруари. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност и слаб до умерен јужен ветер. Максималната дневна температура достигна до 18 целзиусови степени. Да го погледнеме графичкиот приказ.
Со информацијата за временската прогноза го завршуваме овој дневник. Останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!